Со Богородица стоиме под крстот. Цветници. Влегување на Господ Исус Христос во Јерусалим. Со денешниот празник Цветници и ние заедно со Исус се упатуваме од Витанија и влегуваме во Јерусалим, а од Евангелието можеме да дознаеме и тоа како Исус е пречекан, како цар со восклиците Осана во висините, благословен кој доаѓа во името Господово. Причина за ваквиот пречек секако е воскресението на Лазар кој 4 дена беше веќе мртов. Преку ова Евангелие и преку овој празник, Исус како да сака да не земе зарака и да не поведе низ таинствата кои ќе се случат со него во Јерусалим. Последната вечера со своите ученици, воспоставувањето на Евхаристијата, Гецеманската борба, предавството, понижувањето, камшикувањето, судењето во Синедрионот и кај Пилат, крстниот пат, распнувањето, полагањето в гроб и воскресението од мртвите. Изобилство на настани преку литургиските обреди и светите Евангелија ќе не поведат во Јерусалим, за да бидеме и ние таму присутни и преку таа доброволна жртва и смрт да ја откриеме големата Божја љубов која за нас пострада. Пристигнувајќи пред Јерусалимските порти, Исус ќе биде пречекан со палмови гранки и восклици: Осана кој доаѓа во името Господово. Добро знае што ќе се случи. Знае дека овој пречек е непостојан, површен, затоа што во лицата на луѓето гледа дека имаат ово земско сваќање за спасение и за Спасителот. Не биле подготвени да бидат со Христос при воспоставувањето на вечното царство, кое доаѓа токму преку страдањето и смртта. Исус не поведува во една авантура во која славењето ќе се претвори во понижување, верноста во предавство, правдата во неправда, очекувањата во разочарувања, но и смртта во живот, а поразот во победа. Да се соединиме со Господ овие денови преку сите можни начини кои црквата да ни ги дава, посебно преку молитвите, личните и семејните, за да ги прославиме овие свети денови на страдањето, смртта и воскресението Христово и да не ослободи од секаков грев и зло. Нека и оваа година прославата на Великата седмица за нас биде силно духовно оружје во нашата борба против злото во светот. Во заедништво со Христос победата ќе биде наша. Исус ни вели: јас го победив светот. Не плашете се, само верувајте. Со Богородица стоиме под крстот.